За помалку од 2 часа ќе почне првиот од двата последователни концерти на гимназијата Јане Сандански. Во живо ја вклучуваме колешката Катерина Давчева од Центарот за култура Антон Панов. Кате, како изгледаат последните подготовки пред стартот на новогодишно-божикниот концерт? Да, Сузи, токму така, екипата на ТВ канал ВИС директно од сцената на која што за неполни 2 часа треба да почне големиот новогодишно божикен концерт кој што секоја година традиционално веќе 9 години го организира Струмичката гимназија, односно Средното општинско училиште Јане Сандански. Од она што ние можеме да забележиме, поставени се инструментите, поставени се сите реквизити за струмичани во двете изведби да уживаат во она што го подготвуваат струмичките гимназијалци. Заедно со нас пред почетокот тука е професорката Анита Станковска, која што го раководи хорот. Професорке, начално дали сте подготвени за големото финале, за она што повеќе месеци се подготвувавте да го представите? Така се разбира. Добро вечер на сите гледачи на ТВ каналот ВИС и се надеваме дека денеска ќе исполниме нашата цел, а тоа е да ја задоволиме нашата публика, струмичката публика со целокупниот ангажман на сите ученици од Средното општинско училиште Јане Сандански. Така да повториме уште еднаш, оваа година темата е диско. Така, оваа година ќе биде диско музика, насловен ни е концертот One Way Ticket според една песна која што сите ја познаваат, се надевам, и препорачувам се оној кој уште нема купено карта, бидејќи има останато уште неколку карти од 21 часот, нека повелат на нашиот концерт. Така, колку учесници ќе бидат тука на сцената, дел хористи, солисти, членови на оркестарот, а исто така и балетски точки? Така, вкупно се околу 65 ученика се, со тројца ментори, кои што целокупниот тим не е 70 учесници, заедно нормално и со директорот на нашето училиште. Така, годинава за прв пат настапува гимназијата самостојно. Успеавте ли да реализирате најголем дел од она што го планиравте за да биде тука пренесено на сцената? Нашата организација можеме да кажеме дека е самостојна со поддршка на општина Струмица и се е во ред сега за сега. Се надеваме дека и целата вечер ќе протече без проблем и мислам дека се може да биде како што треба. Спомнав 9 години веќе чинам гимназијата го организира овој настан. Не ви пресекнуваат идеите во она што треба да биде тема? Видовме низ годините и мюзикли и класична музика. Како се случува? Кога ги добивате идеите? На неколку месеци пред одржувањето на концертот или веќе после завршувањето на овој веќе ги размислувате која ќе биде темата на наредниот концерт? Секоја година е индивидуална инспирацијата, така можеме да кажеме, затоа што за одредени настани и одредени концерти ни се развива идејата уште една година порано. За овој вечерашниот концерт идејата дојде негде околу октомври месец, еден месец пред да почнеме со нашите подготовки, бидејќи доста теми исцрпивме со нашите концерти, затоа што сите концерти се на голема сцена, мораме да признаеме, и се надевам дека и успеавме во изборот на темата. Така, благодарам уште и нас. А вас, почитувани гледачи кои што во овој момент сте со вестите на ТВ канал ВИС, како што кажа професорката, останаа уште неколку непродадени карти за втората изведба на концертот, што почнува во 21 часот. Ке има време утре во нашите извештаи, ке покажеме што покажа гимназијалците на сцена. Сите вие кои што имате време и можност, бидете дел од овој настан, кој што првата изведба почнува во 19 часот, втората во 21 часот во големата сцена во Центарот за култура Антон Панов. Студио. Така и Кате, ти благодарам за вклучувањето и за разговорот со професорката Анита Станковска. А се разбира сите вие почитувани гледачи кои што не можевте вечерва да присуствувате на концертот, ќе можете да го гледате некој од наредните денови на програмата на ТВ канал ВИС, а вечерва и сечоци од концертот ќе можете да следите на нашата Facebook страница ТВ канал ВИС.